Во име на сите пратеници на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, како најбројна група во Собранието на Република Македонија, сакаме оштро да реагираме на грубите прекршувања на процедурите поврзани со донесување на законот за двојазичност или за двојазична федерализација на Република Македонија, кој што денеска парламентарното тенко мнозинство, начело со господинот Џафери, спротивно на огромен број деловнички одредби во Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, се обидува да го протурка спротивно на праксата и спротивно на регулативите. Дозволете ми да објаснам накратко. Прекршен е член 118 став 4, кој што предвидува дека со одлука за основање на работните тела и анкетните комисии се утврдува делокругот и бројот на членовите на комисиите. Ние имаме одлука со која што како делокруг и надлежност на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, меѓу другото е предвидено и правото на употреба на јазици и писма на заедниците. Оваа комисија од страна на господинот Џафери не беше прогласена за матична комисија, иако одлуката и деловникот наложува токму оваа комисија да биде матична комисија, туку спротивно на оваа одлука и спротивно на деловникот за работа на Собранието, како матична комисија беше прогласена Комисијата за европски прашања, која што никогаш досега не била прогласена за матична комисија за закони од ваков обем и од ваква проблематика. Понатаму, прекршен член 135 став 4, кој што предвидува дека кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија, во воведот на законот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со пол назив, број и датум. Во воведот на овој предлог закон не постои изворен акт, не е наведен изворен акт на Европската Унија со пол назив, број и датум, заради тоа што таков правен акт на Европската Унија воопшто и не постои. Но што е значајно? Значајно е дека во членот 135 со ова прашање и со неколку други прашања се регулира комплетноста на поднесокот на предлог закон во процедура на собрание. Значи, ова е неопходен услов за да може да се смета дека законот е комплетен и е во согласно со деловник за понатамошна постапка. Затоа членот 136, кој што исто така е прекршен, предвидува дека ако предлог на закон не е подготвен во согласно со одредбите на овој деловник, а видовме дека не е, според член 135 став 4, председателот на собранието, за нас колегата Џафери, пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник, што не е направено. Значи нема никакво барање од страна господинот Џафери до владата и до Министерството за правда за усогласување со одредбите на овој деловник. Ако предлагачот не го дополни предлог на законот во рок од 15 дена, што не е направено, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Значи, нити е упатено писмо од господинот Џафери до предлагачот за отстранување на недостатокот кој што претходно го кажав, нити па недостатокот е отстранет. Зошто? Заради тоа што не постои правна регулатива во Европската Унија како мултилатерален акт со кој што може оваа проблематика да се усогласува. Која е целта на таквото прекршување? Целта на таквото прекршување е да се злоупотреби знамето на Европската Унија, да се стави на овој закон и целата процедура да оди по брза трака, односно комисиите во собранието да имаат само по 3 дена и во фазата на прво читање и во фазата на разгледување на амандмани. Доколку остане ова знаме на Европската Унија и доколку има расправа за пример 50 амандмани во втора фаза, тоа ќе значи дека ако во 3 дена расправиме само 10 амандмани, останатите 40 амандмани воопшто нема да бидат разгледувани. Исто така прекршени се и членовите 139 и 140, каде што е регулирано дека матичното работно тело треба да разгледува и ЗПК треба да разгледува во рамки од 3 дена. Напротив, ние вчера видовме на седница на ЗПК по само еден нецел ден расправа, грубо прекинување со грубо наметнување на гласање на законодавно-правната комисија. Затоа, почитувани колеги, ние бараме 3 работи кои што се однесуваат на суштински и суптилни прашања. Прво, со овој закон очигледно е дека се прекршува и на некој начин се поништува Охридскиот рамковен договор. Ние бараме овој закон целосно да се усогласи со Уставот на Република Македонија и со Охридскиот рамковен договор. Второ, бараме да се отстранат сите процедурални прекршувања
кои што се направени свесно, за да може собранието во една нормална атмосфера, нормална состојба и широка состојба да расправа за прашањата поврзани со овој закон. Би сакал да потенцирам, посебно за нашите сограѓани припадници на албанската заедница, дека ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема намера да бега од дебата за подобрување на употребата на албанскиот јазик во Република Македонија. Напротив, во текот на минатите денови дадовме и конструктивни и коректни предлози, кои што ќе значат на вистина директна полза за обичниот наш сограѓанин албанец. Истото го мислиме и за дебата која што ќе значи и подобрување на употребата и на другите јазици споменати во нашиот устав, мислејќи на турскиот јазик, српскиот јазик, ромскиот јазик, босанскиот јазик и влашкиот јазик. Заради тоа што според Уставот на Република Македонија и според рамковиот договор, Република Македонија е граѓанска држава со унитарен карактер и мултиетничко општество. Ние го почитуваме тоа и сакаме да го надоградуваме во постапки кои што ќе значат подобрување на интеграцијата во општеството. За жал, овој закон ќе направи двоен правен систем, овој закон ќе направи двојна држава, овој закон ќе направи фактичка јазична федерализација на Република Македонија, што е спротивно на Охридскиот мировен рамковен договор. И конечно, бараме во согласност со член 145, кој што вели за предлог на закон кој од поширок интерес собранието по општата расправа може да одлучи по тој закон да се спроведе јавна дискусија и да определи матично работно тело што ќе организира јавната дискусија. Барам собранието безусловно и без одлагање да ја запре оваа процедура и да закаже јавна расправа на која што политичарите нема да играат дневно политички игри, на која што политичарите нема да го носат главниот збор. Нема да се расправаме за процедуралните грешки, јас и господинот Џафери. Нема да се надмудруваме, надитруваме и надгласуваме. Туку ќе поканиме професори по македонски јазик, македонисти. Ќе поканиме професори по албански јазик, албанолози. Ќе поканиме професори по турски јазик, по босански јазик, српски, ромски, влашки. Ќе поканиме професори од сите правни факултети во Република Македонија, без разлика на кој јазик се одвива наставата. Ќе поканиме професори по компаративно право. Ќе поканиме практичари. Овој закон се однесува на сите постапки. Се однесува на управна постапка, парнична постапка, граѓанска постапка, извршна постапка. Се однесува на сите нотари. Се однесува на сите адвокати. Се однесува на сите извршители, се однесува на сите подрачни единици на министерствата во Република Македонија, се однесува на сите државни органи на власт, се однесува на сите јавни предпријатии, се однесува на сите здравствени установи, се однесува на сите фондови, агенции и други правни лица кои што обавуваат јавна дејност. Затоа, ова не е време, посебно не пред избори, политичарите да се надмудруваат и надгласуваат. Ова време е кога треба да покажеме сериозност и да ја прекинеме политичката игра наметната од тенкото мнозинство и да започнеме реална расправа за проблемите кои што не тиштат или не мачат. Ние признаваме и прифаќаме дека голем процент од наши сограѓани имаат интерес да се отвори ваква дебата во нашето општество. И ние нема да бегаме од таква дебата, ќе бидеме составен дел од таква дебата. И само тоа е гаранција дека ќе дојдеме до разумни решенија кои што ќе значат интеграција на нашето општество. Во спротивно, без да наведувам што, дозволете ми да најавам дека ќе ги користиме сите возможни, уставни, правни, законски и деловнички можности за да се спротиставиме на носење закон кој што нема да донесе ништо добро за Република Македонија, туку ќе воспостави двоен правен систем, двојно општество, двојна јазична федерација.